Здраво, другари, здрава криптореволюция. Да направим едно кратко видео. Значи биткоин дефинитивно литна на 126 000. Другари, ово се нови води. Знам дека видеята се повторуват, али например пораките денеска много луѓе ми беа напишале: брат, биткоин литна, шо биде со Ethereum, шо биде со Cardano, шо биде со Solana, шо биде со Ripple, шо биде со кој беше со другите. Другари, ја не работам у ово, ко се вика, не работам у тие компании за да знам. Значи нелогично е прашањата што ми ги праќате, брат. Значи нелогично се. Подобро пишете коментар на YouTube, барем сите да го прочитат и там да го одговорам. Разбираш ли, у приватни пораки ми праќате шо биде, брат, со Ethereum, шо биде со Cardano, шо биде со Solana. Шо треба да биде, брат? Че ние сме bull market, чекаме биткоин да видиме дали ќе стигне 140 000, 170 000, 200 000, 130 000 и кога ќе почнат тие луѓе одеднашка да го менат за Ethereum, кој ќе речеме, да речеме Cardano, овој каже го биткоин да застане, да речеме на 140 000 и одеднашка да почнат да пумпат Ethereum. Значи тоа е, другари. Значи од биткоин или да речеме тие што се испуштиле па сакат брзи пари да направат, а мислат дека ќе падне, да речеме, мислят дека ќе падне Ethereum на 3500 или 3000 и не купуват. Ама кога ќе видат више лита 5000 и такви луѓе ще имат кеш екстра и тие луѓе упаѓат и тие купуват, разбираш, за брзи пари да фанат. Овака не купуват сега на 4600 и мислят дека ќе падне 3000 и да не е стоят парите заробени. А вака видат дека лидат 5, знае дека ќе иде 7, 8 или да речеме ќе видиме 10 и тога и тие купуват, разбираш, тие се екстрате со USDC. Еве тука некој ме беше прашал шо прават тие у Tether USDT 177 милиарди и у USDC 75. Значи луѓе, гледајте колку тие луѓе, например, Tether USDT и USDC, тие ги чуват по различни берзи и си живеат од staking rewards. Тие се луѓето што не веруваат у крипто, разбираш, и повеќето, и тоест плашат се да уложат у крипто и едноставно си ги држат у стейблкоин и си паси си имат staking rewards, разбирате ли? И кога ќе начекат да нешто, еве сигурно Ethereum знае ако литне 5000 на 7 и купуват, разбираш. Еве да речеме BNB 1200, мислят дека ќе стигне до 1400-1500, не ризикуват много и купуват, разбираш. Solana 200 ќе стигне старата, колку беше стигнало all time 294, стигнали 294, знаят дека ќе качваше 50-100 долари и таму ги стават тие пари. Значи тие се тие кажи го Tether и USDC, плюс чекат и се на берзата и се стајани, чим тука ги покажува, значи се на берзите нарокани и чекат, разбираш. Коцкат се и со маме коини, коцкат се и со другите и чекат, разбираш. Таа технологија јас сум ви ја одделил, гледате тука, што треба да се напумпа, разбираш, и вие да не ризикувате да ја продавате на all time high. Star Atlas дал, за жал оде бавно, затоа што го нема, ни една берза не го става, брат. Овие не плаќат маркетинг и добро и до тука што е стигнал. Не плаќат маркетинг, сметајте, гледај, 21 милион. 21 милион 260 000, значи замислете си да стигне до милиарда, до 2, до 3, до неколку. Значи да се пумпа по, они сакат да се пумпа по заслуга на што имат направено. Не е каснат со проектот на Zinc. Чекаме за една недела, две тест фаза и чекат луѓето не купуваат на големи суми, затоа што треба преку Phantom Wallet. Знаете ли колку македонци? Над 100 македонци не знаат да го гледат видеото, да се снајдат степ бај степ како да купат, разбираш. Праќафи го видеото. Видеото го има, кажи го, еве тука чекор по чекор како да купат, кажи го, дека беше чекор по чекор како да инсталирате Star Atlas. Нели имаше и чекор по чекор како да купат, мислам дека беше ово, 100 долари. Што да знам, што да кажам, значи гледат и не знам, на шпански не е. Гледат, брати, не може да се снајдат да купат. Па исто сметајте колку од овие тука богаташи елитата исто чуват USDT и USDC, не и се прави Phantom Wallet новчаник, не и се префрла тамо USDC, не и се дават тие ситни пари за трансфер, не и се менува у
не и се користе Юпитер берзата, за да вземат да си купат Дала Полис. Сега ще ми текна, на тях ще пиша коментар, брат, да глумеше, за да се прозеваш. Не, брат, сега то е 7:43. После пладне, никакво кафе не ми се пие, аз седнам, брат, на компютъра. Цял ден не съм се онадел, аз седнам на компютъра, не знам. Ни пиво, ни вода не помага. Другари, нема шо да паничите. Значи, у Америка трябва да паничат, а аз ке се преселам наскоро Македония. Тук е страшно, другари, що се дешава. Сами го прочитайте тексто. Споделил съм го, идете на Twitter, ке прочитате, за да не ме блокират. Значи, страшно е, що се дешава спрямо американците. Църни се спрямо бели. Я не би се кал тук да живея. Значи, и лядници се крият такви случаеви. Прочитайте, що пишува. И лядници се крият такви, така да не би се кал. Real Estate Giant Open Door to accept Bitcoin и crypto for home buying. Значи, що да ви кажем, другари, Америка се развива. Само Македония, брат, тия банкари и тия политичари не може да ги онадеме. Не може да ги описмерим, едноставно, не и дозволуват Македония да... Сметат дека македонците гледат и на овај булмаркет треба да има драма, дори на другия булмаркет, кога биткоин ќе стигне 2300 пола милион, кога етериум ќе стигне 20, 30, 50 долари, кога Кардано ќе стигне 35 долара, и тогава изгледа Македония планира да ја убацат по-да биде крипто-френдли. Шо да ви кажем, немам ја таа моки да се јавам на американците да и кажам какво. Клошерчето, шо да ви кажем, бантер, прави яки аналитики, прави яки анализи, беше кажал дека биткоин ќе падне на 90,000, не падна, значи за таа анализа не е управо, али интересен е, прави за други коини проекти, малко пумпа шит коини, ама 100 години плука за Кардано, вчера оствари беше. Вчера Кардано, Чарлз Хоскинсон му дойде там на интервю, човек го гледаше, му вика да закопяме военните си кири. 100 години ме плука, що сакаш да ти кажем, брат? 100 години ме сега го много стегнав. 100 години ме плукаш, що да му каже, брато? Требе. Да се караме ли, брат? Инат, брат, изпущи го на цента и сега не верува Кардано. Аз като Чарлз Хоскинсон нема ни одам на интервю, ама Чарлз Хоскинсон гледаш, Кардано уж еднъж се покажа дека е голем човек, брат, и отиде му на интервюто. Ово ви е яко. Слушайте. Ethereum to me is the new Wall Street. In 1971, the dollar went off the gold standard. Okay. Now, everyone thought in 1971 the play was gold. But actually, in 1971, the dollar became synthetic. It no longer was backed by anything. And that's when Wall Street stepped in and said, okay, we got to make sure that the euro, or, well, the German franc or whatever, German mark or the French franc doesn't become dominant. So Wall Street built products to make sure everyone used a synthetic dollar. Wall Street was the big play in 1971. In 2025, we're making everything synthetic. We're starting with tokenizing the dollar, and then, as you know, Wall Street's going to tokenize equities and everything I just listed. Massive opportunity. Ethereum is in a super cycle because of that. Ethereum to me... Що сака да каже, кратко да ви преведам. Значи елитата що сака? Биткоин да е на първо место, Етериум да е на второ место, Ripple да е на трето место, Solana и животна желба да биде на четвърто место. Не ги броам сега Tether и USDC. Животна желба и Solana да биде на четвърто место и Tron да биде на пето место за транзакциите и шесто место дори тогава е Cardano да го надат. Тут много го мразят. Ама BNB да сипало плановете, BNB държи се. И Tron се държи от и ефтини транзакции. Много американци окористят Tron за транзакции, не знам колко користи, я не би окористил. Значи това е целта на американците. BNB, Ethereum, Ripple и Solana, нивните миленици да бидат прави. Все друго после да биде. Това е, значи другари, сметайте, ако вие имате в портфолио Bitcoin, Ethereum, нели, Ripple. Я Ripple на най-старите видео им кажам дека е технология, дека е банкарски кардел, дека ќе победе судењето, дека ќе победе СЖО. На мојот канал него толку форсирав, тия го немам како коин. Сега како по-голем се зголеми групата и сакат да читат за за Cardano, за Ripple, за какво се викаше, забрев му тоа, што сакам да кажам.
Ripple, ХРП. Значи, по-напред него форсира в групата, затоа што брат беа осудени. Не дай Боже нещо да намести. Инсайдер трейдинг. Банкарските картели перат пари преку него. Зашо би го надувал? Сега има много македонци упадна у групата, се каля да читат за Ripple, споделам и моето портфолио го нема и никош няма да го има. И ако знам дека ќе го напумпат до $10, да речем. 8, 6, колко и да го стават. Мене не ми е от интерес да го имам и това е. Ево, вие другари, гледате, не пропадна. Да купи, смени кафе, гледа, 19% за 7 дена. 10, 8, 11. Купуваш, гледаш лита проценти, купуваш и после бегате и това е. No time high продавате и това е, братче. Това е, брато го утепа, ама умре си, не знаеки дека... Брат, биткоин е на длъбоката държава, брат. Така да... Играят я играта дека го забранува пирамидална шема, сега цял свет сбори за него. Това нещо ще ви го кажа, пред 13 години трябва да викам виж. Не е више 12 години, я то съм натлапал 12. BlackRock, Spot, Bitcoin ETF, did combined, значи двата заедно, Bitcoin, BlackRock и Fidelity, заедно комбинация 5,4 милиарди у трейдинг за един ден. Сметайте, другари. Сметайте, това Македония бюджет има, що се вика толкова. Милиардерите шо викат? Веруват само у злато и у биткоин, брат. Това е. Ако милиардер го вика това, замислете си, брат, некој ми рече, брат, прашав го тай кафе шемата. Шо кафе шемата ки ти каже, брат? От мама и тато чека пари. Това е. Я не имам пари. Я да има в кеш, разбира, да не ги набутав толкова игрите за Македония, македонските геймери да ги направим, да имат инкъм. Я, брат, до сега сабо ке трупов. Да ги държи в тия биткоин, етериум, кардано, големи количини, AXX, да речем, да ги държев само на стейкинг ревордс, брат. Нищо да не купев от земя, от айтеми, от карактери, от бродови, от чуда, за да улезем у каже го, у игрите, после на Axie Infinity. Брат, аз сега имам в $13 милиона в портфолиото. $13 милиона имам в портфолиото, само ако не пробва в Македония да ставам на гейминг мапата. Що например Македония? Не играе, брат. Македония не играе и ме стави опозиция, да, я нямам кеш, брат. Нямам жъта банка кеш, нямам, брат. Сега да ми трябваше някой $100 на заем да му да, нямам. Нямам затоа, що съм комплетно у игрите улезен, затоа, що, брат, на 150 луги на Axie Infinity, 350,000 до пола милион пари уложено да играят, да дават назад, нищо, нито играят, сами си играят, па ми обяснуват за математика, какво трябвало SLP, AXS, другите игри, Gala, дека е, нигде я няма. Illuvium, дека е, нигде я няма. Big Time македонците ги играе, ние македонците няма компютър за да играе Big Time. Немат як компютър Big Time да играят. Star Atlas, не ли всеко се играеме сам. Big Time и Illuvium македонците нямат компютъри да играят. А кажува, братке, играеме, бивай към нас. Немат я да играят. Я имам уложено у Bitcoin, у Big Time и у Illuvium. Illuvium више продава на профит, ама Big Time има нещо, каже го и Косовик, The Sandbox, Gala, у Spider Tanks и дека се македонците, брат, дека се геймерите. Ние не можем да ги натераме да се съберат 50 луги от Македония, я не съм Македония, трябва да имам от врата на врата, ще се вика и от интернет кафе, да й давам карактери, да седнат да играят, какво се вика, да седнат да играят, кажи го, да седнат да играят нещо, ще дава инк. Ево го инк, више гледай на колко иде, на 63. Що да ви кажем, брат? Мръзи да играят. Дори денеска Павел всека чест донесе един македонец нов геймер, донесе да играе дечкото игра денеска. И то е. Зовеше ме прашава за Cardano и за Google. Що да ви кажем? $5 трябваше до сега, брат. После тази информация, какви $3? $5 трябваше да биде до сега Cardano, брат. Що да ви кажем? Шо ки биде? Гледате дека и Google и свити Amazon да вземат да го спомнат. Елитата додека не отлучи да пумпа, братче, нищо не мрада. Денеска игравме. 8 души се собраме. Гледайте. United Macedonian Gaming, United Macedonian Gaming, той е новия играч.
United Macedonian Gaming Clipper, завършили ли 15 минути, бе? И еве я, UMG. Само един, два играча и ovaj Critical Mind не знаеме дали е македонец, брат, яко играе, ама не знаеме дали е македонец. Еве, троица од 8 се други играчи. 5 сме македонци, замислете си, 20 луѓе македонци да има, брачи, и да фармаме за овакво. Не ни трябват страниците, ние самих си сме да фармаме инк и кога играта ќе се развие, нека и 2030 играта кога ќе се развие, брат, ние ќе си имаме инк и ќе го продаваме, ќе очуваме таа инк. Наместо да играеме без пари пусачина, ќе играеме за инк и ќе си фармаме, брат. Еве има маркет, кој неќе може да го продае инко. Еве на 58 да го продае за един инк, ќе си купи после DAO Polis, брачи, и ќе си направи пари. Не мора да го чека инк на која сума ќе биде, продава го за DAO Polis, гледай колко е паднан, брат. Тоа е, брачи, ама нема, македончето, слаби компютери, го мрзе да намаля резолюция да тестира и за жал сме у тај степен. Ама здраве да има, може 2500 ќе се освестите. Чао, другари, 15 минути помина.